Вие сте граѓански организации со одредена дејност и веројатно секојдневно имате идеи за нови проекти. Кога имате идеја за некој нов проект и имате капацитети тој да го спроведете, односно луѓе внатре во организацијата или можеби се познавате со луѓе од други организации со кои што мислите дека би можеле да го имплементирате тој проект, доаѓате до потребата, односно прашањето за извор на финанси и помислувате на бизнис секторот. Веднаш се поставува прашањето за кое што сте сите тука денеска, како да ги финансирате тие проекти, односно како да им пристапите на бизнисите за да добиете средства од бизнисот за финансирање на вашиот проект. Слободанка од кадров. Дали некој знае слободанка? Дали некој знае некоја слободанка од кадров? Значи, ова е синоним за некој во некоја компанија во која што сакате да пристапите. Веројатно сите вие, предпоставувам, познавате по некој човек, се случило до сега да познавате некој човек во компаниите во кои што пристапувате да аплицирате за средства. Дали е соодветно првото нешто што ќе го направите да се јавите кај слободанка? Не. Личен избор. Не мора да значи. Прво треба да се почне по-систематично да се размислува за тоа како да се пристапи на компанијата. Не мора да значи дека слободанка е погрешна личност, но може да значи дека ако не изброите до 10 и директно и се јавите на слободанка, дека тоа ќе биде правилниот потек. Сегогаш треба прво да размислите за тоа на каква компанија пристапувате, за каква компанија се работи. Дали е таа приватна компанија? Дали е тоа компанија кој што капитал потекнува од Македонија? Дали е капитал кој што потекнува од некоја странска земја? Дали е компанија која што е интернационално распространета? Дали е компанија која што се наоѓа само во регионот, да речеме? Дали компанијата е во сопственост на едно семејство? Исто така тоа има многу големо влијание на тоа како е организирана компанијата. Дали е компанијата мала, голема, какви профити остварува, дали воопшто остварува профити, колкави расположливи средства има за финансирање на проекти. Како се планира финансиската година? Тоа е исто многу важно и тоа е информација која што веројатно ја добивате со тоа што ако веќе знаете каков тип е компанијата за која што станува збор. Например, нашата компанија, Евана, битно е да се знае дека финансиската година во Австрија се планира од октомври до октомври, а финансиската година во Македонија се планира од јануари до јануари. Така што тоа е една битна информација да знаете ако доаѓате и да барате, не знам, големи средства, кои што можеби веројатно ќе ги побараме од Австрија, не знаете. Можеби тоа треба пред октомври да дојдете да го направите. Сега ова не го кажувам дека токму така, но го кажувам како пример дека може да биде сериозен фактор за носење на одлука во самата компанија. Понатаму, ако е во јануари, одговорот, ако од јануари до јануари, треба да размислите дали може би декември е соодветен месец за барање на парични средства или не. Иако сите овие формални работи понекогаш и не се толку формални како што вие ги замислувате, бидејќи фирмите колку и да делува дека се едни ригидни машини, не мора да значи дека сосема така совршено функционираат, односно толку автоматизирано и екзактно функционираат во секој свој аспект. Но, многу е битно да знаете и да размислите доколку планирате да пристапите на организацијата. Каде точно се наоѓа човекот, односно одговорноста за носење на одлуки за финансирање на вакви проекти како што вие нудите. Например, ако сте вие граѓанска организација која што работи во областа на екологијата, животната средина, не мора да значи дека ако има лице одговорно за општествена одговорност во компанијата, дека тоа лице е единствено одговорно за такво нешто. Може има еден цел сектор на луѓе кои што работат, или може би само еден човек кој што работи во областа на екологијата, односно животната средина, и тој човек би бил соодветен за да му се пристапи.
Исто така е многу битно, ако воопшто нудите еколошки проект, а компанијата на која што ја пристапувате не знаете дали има таков сектор, и тоа исто така многу битно да знаете дали воопшто они се бават со таа дејност, или вие кога пристапувате, едноставно пристапувате во организација која што има запоставено еден цел аспект на работа кој што вие практично го нудите како експертиза. Така што ова се многу важни работи за кои што треба да се размисли, и информациите може да се добијат од најразлични извори. Може би ова е времето кога треба да се јавите на Слободанка, но не мора да значи, ќе кажам и во следниот слайд, дека може би Слободанка е соодветен човек на кој што треба да се јавите. Веб страните се задолжително местото од каде што треба да ги најдете информациите, и морам да ви признаам дека јас сега кога ќе ви давам примери, немојте да мислите дека примерите се само за граѓански организации, пошто ви реков работам и во областа на маркетинг, така што многу често ми доаѓаат луѓе кои што нудат најразлични комерцијални услуги, така што не мора да значи дека конкретниот пример настанал кога некоја граѓанска организација дошла. Ама кога ќе седне со мене човек кој што не го отворил сајтот и не знае што работиме ние, нешто многу очигледно што не знае од сајтот. Сега јас не очекувам дека некој знае точно колку денари е ефтината тарифа за домаќинствата. Додуша тоа може не е лоша информација, ама ме разбирате што сакам да кажам. Така што барем основните информации од сајтот мора да се погледнат и да се види. Организацијската структура не секаде транспарентно е поставена и тоа е очекувано, но затоа може и од други места да се добијат такви информации. Компаниите се членки на најразлични стопански здруженија, тоа се исто така интересни извори на информации за компаниите. Понатаму може да пуштите официјален имејл во кој што ќе побарате одредена информација, може да се јавите на отворени телефонски линии, има многу компании кои што имаат такви. Така што има повеќе начини, изборот е важно. Јас тоа што сакам да ви го препорачам е дека секоја ситуација е специфична, нема точен и коректен одговор за тоа каде ќе се најде таа информација, но секогаш треба да застанете и да размислите и да почнете организирано и да почнете систематично. Да не оставите некои работи на случај, па после тоа да ги импровизирате. Иако и понекогаш и тоа се покажува како вистинска формула, но ви кажувам, нема никакво правило. Се знаеме од средно. Колку често ова го слушате во секојдневието. Така. Тоа е второто нешто што сакам да ви кажам. Да. Секоја компанија е социјална структура. Така е. И Слободанка некој може да знае од средно. Ама и човекот кој што ви треба во компанијата може некој го знае исто така од средно. Но може тој да ве знае вас. Вие во текот на целиот ваш живот сте оставиле некаква трага. Вие сте учеле со луѓе во средно, вие сте студирале со одредени луѓе, сте членувале во исти организации, вие работите со луѓе во организации кои што зборуваат за вас. Тоа е факт. Тоа не може да се спречи. И кога доаѓате да пристапите кај некоја компанија која што веќе посериозно размислува за вас, бидете сигурни дека тој човек што ве прима веќе нешто знае за вас. Или има многу едноставна можност да дознае нешто за вас. Така што сметајте на тоа во секој момент. И ако и се јавите на Слободанка, нека не биде Слободанка некоја која што е дрска и која што има лоша репутација во својата компанија. Пошто мене ми се има случувано, повторувам, не мора да значи дека граѓанска организација, кога мене Слободанка ми се има јавено, па проектот кој што Слободанка ми го нуди не ми е драг. Заради тоа што пристапот е преку една многу антипатична личност, која што репутацијата во својата компанија не е изградила како што треба. И тоа е многу битен фактор, иако тоа никаде формално не го пишува. И е штета на барателот на проектот. И е штета на барателот на проектот. Затоа секогаш размислете. Јас би ви препорачала да бидете културни и мене лично многу ми е важно кога некој пристапува во компанијата да имам веќе некаква информација за што се работи. Кога некој ме бара на телефон или ми бара состанок, не сакам да ми побара состанок од ведро небо.
Бидејќи навистина не знам зашто се работи, особено сега мојата ситуација е специфично, навистина секакви луѓе се јавуваат. Се јавуваат луѓе со најчудните и најнереалните барања или поплаки кои што можете да ги замислите. Од компензација за струја, што е секојдневно, до не можам ни ќе се сетам можеби во текот на презентацијата на соодветен пример за тоа зашто се човек може да ми се јави. На пример ми се јавуваат луѓе кои што се излажани од некои други структури за кои што не сум ни сигурна кои се, дека се добитници на наградна игра. Ми се јавуваат и ми викаат не сме извлечени за наградна игра, добитници сме. Може ли да проверите? Проверувам, не се никаде извлечени. Така што ме разбирате, јас во моментот кога прифаќам повик, морам да знам што ќе ми се случи кога ќе го прифатам позив. И во компании како мојата, веројатно, и тој што ќе треба да ви го прими повикот, истото ќе го сака. Но, за тоа ќе зборуваме понатаму, за тоа како да знае човекот за кого се работи. Многу е битно тој кој што треба да ја донесе одлуката, оној на кому му пристапувате, да знаете дали во рамките на својата формална одговорност во компанијата, дали му гласи дека е одговорен за тоа, или го прави на полудоброволен или комплетно доброволен основ тоа што го работи. Тоа е многу сериозен фактор и тоа многу организации не го сваќаат, дека кога седнуваат да се договараат со работка со бизнис секторот, дека многу е важен и капацитетот на самата компанија да ве опслужи вас како граѓанска организација. И затоа секогаш е различно тоа дали вие каков треба да ви биде пристапот. Секогаш е различно. И понатаму, бидејќи мојата презентација јас само за пристапот ја имам направено, после можеме да зборуваме во отворениот дел и за соработката. Јас препорака имам дадена само за овој дел. Но многу влијае тоа и во самата соработка, колку има самиот бизнис, односно представникот од бизнисот капацитет да ве менаџира вас. Понекогаш и не е ни етички тој да ви го прифати проектот ако знае дека не може да ве менаџира. Например. Или има па ситуација кај што ќе прифати. Но тоа е се зависи од случајот. Не мора да значи дека е строго правило дека ако има некој што е одговорен, дека тој цело време ќе биде тука за вас и дека ќе ви стои на глава. Не мора да значи. Но може да значи многу работи. Исто така, битно да напоменам, од луѓето на кои што им пристапувате, треба да размислите, односно да сватите дека можно е да имаат различен тип на амбиции во рамките на својата организација. Во компании кои што имаат формални нивоа за напредување и формална структура општо на предпоставени, секогаш е специфичен начинот на кој што човекот со кој што седнувате разговара со вас. Така што тоа е нешто исто така што треба да го сватите и кога нешто се случува за некои причини за кои што не можете да ги замислите, размислете за овие работи, може ќе добиете одговор на вашето прашање. И вие кога пристапувате, кога ја концепирате понудата, кога правите проект, треба да размислите кои се вистинските потреби на компанијата на која што ја пристапувате. Особено ако се работи, го земавме примерот големи логоа на компании, тоа се веројатно поголеми компании. Но имаат расположливи средства и компании кои што немаат интерес само да го стават логото. Има компании кои што не ни сакаат да го стават логото, а тие се компании кои што имаат волја да дадат пари. Затоа треба секогаш да размислите кои се тие компании, односно кој е нивниот интерес, кои се нивните бизнис цели, дали вие со тоа што доаѓате им го нудите, дали вие одговарате на нивните бизнис цели. Јас сум читала понуди во кои што ева имам на маса моментално таква понуда, во кое што се гледа дека проектот е наменет за нешто сосема десето и одеднаш енергетска ефикасност на сега да е. Знаете, control find, control replace, енергетска ефикасност во цел текст и понудата е за мене. Не е за мене понудата. Мене не ја сакам таа понуда, пошто мене само пари во бунар ќе ми значат. И непотребен ангажман од моја страна и од мојата компанија.
Така што секогаш имајте го тоа на ум, дека понудата што ја правите треба да биде кога ќе ја погледне тој, особено ако веќе го имате најдено човекот кој што треба да ја прочита понудата, кога ќе ја погледне треба да рече точно ова ми треба во овој момент. Или да се рече како не ми дојдеше ова порано кога го правев ова, или за 3 месеци ќе ми притреба. Помислете на тоа дека компаниите, Никица го спомна претходно, дека се случува заради најразлични причини да не можат во дадениот момент во кој што вие им ја давате понудата да го прифатат соработката. Но тоа не значи дека вие сте за секогаш заборавени. Ако сте оставиле добар впечаток, ако добро сте искомуницирале понудата, има голема веројатност дека тие ќе помислат повторно на вас и дека ќе најдат начин да ве вклопат во одредена нивна иницијатива која што можеби не им ја тековна во тој момент, но ќе ве имаат на ум за воиднина. Па дури да седнат, бидејќи знаете мрежувањето бизнис функционира на таква основа. И на неформална, се знаеме од средно, но и на поформална основа, така што кога ќе седнат да разговараат две лица, јас се знам на пример со луѓе од различни компании кои што со слично се бават како мене. И јас кога ќе ме прашат што мислиш за оваа организација, што мислиш за оваа кауза, јас отворено им кажувам, ако ми се симпатични или ако сметам дека е професионално да го кажам, се разбира, не би одстапило од некои одредени етички, морални стандарди. Но сепак луѓето зборуваат. Но и луѓето паметат и луѓето кои што сериозно се бават со тоа што се бават, не забораваат. Немојте да мислите дека сте заборавени ако не ви ја прифатат понудата. Ова јас го имам доживеано во оваа фаза. Комуницирање на понуда. Многу е битно да се одлучи вистинскиот начин како ќе се искомуницира понудата. Ова е можеби одлучувачкиот дел од тоа како дали вие ќе ги добиете средствата или нема да ги добиете. Има толку многу и субјективни стандарди кои што влегуваат во целиот микс и тие се непредвидливи и морате да сметате на нив, но има некои стандарди на кои што морате да се придржите и морате да ги имате предвид секогаш кога правите понуда. Се случува, прво да кажам нешто што не е убаво. Се случува да добијат граѓански организации пари, односно средства, ако пристапат директно кај некој човек во организацијата кој што има голема моќ, одлучувачка. Голема моќ, да речеме врвен менеджмент, некој што е најблизок на врвниот менеджмент, сите знаат. И да го добијат проектот. Но тоа, доколку има некоја формална структура во компанијата за односење на такви одлуки и тие луѓе во тој формален процес се изоставени, не значи дека ќе бидат задоволни. И тоа значи дека вие може да си направите проблем, ако направите проект, тој проект може многу сигурно еднократен да биде, и да не си остварите долгорочна соработка, или да ви се променат структурите во компанијата, што многу често се случува, и да имате остварено недолгорочен однос со компанијата. Тоа е исто така нешто за кое што никој не размислува. А организации што ќе добијат на таков полесен начин средства, после тоа не размислуваат дека им е нарушен тој долгорочен однос во компанијата. Многу е битно кога ја правите понудата, сега Никица во претходната сесија ви зборуваше што се треба да се вклучи, како треба да се структурира, што треба задолжително да има. Јас ќе ви кажам неколку едноставни работи. Прво, луѓето кои што или се бават со тоа, или ако не се бават со тоа, уште побитно е тогаш, скенираат, не читаат. Никој не чита. Кога ќе добие некој понуда, прво клучни зборови се бараат. Ако не може да се најдат клучните зборови, сметете дека понудата е најверојатно нити во целост разбрана и многу мала веројатност дека воопшто било прочитано. Па макар била и кратка. Кратка понуда, во која што не може да се идентификува клучен збор, е пропадната понуда. После тоа, должина. Правете долги понуди, само ако имате можност на првата страна да го имате најглавниот дел од тоа што го нудите. Клучни зборови, фотографии, претходни проекти, репутација, сето тоа е многу битно. Ако правите долга понуда. Исто така,
Сега ова е мој лично мислење, но мислам дека и поуниверзално. Многу е лошо кога нема било каква финансиска рамка, транспарентно искомуницирана до компанијата до компанијата до која што барате средства. Кога има некој нејасен проект, еве ќе се заинтересирам, ќе го прочитам. Наоѓам клучни зборови, ја читам целата понуда. И после тоа еднаш сваќам дека се работи за нешто што најверојатно е многу обемно. Јас би сакала да го поддржам, ама не можам ни да предвидам колку средства би им требало да го остварат тоа, нити пак дали јас можам воопшто да бидам таков поддржувач за да бидам сериозен финансиер на проектот. Заради тоа што, например, гледам нешто дојдено и во мојата дејност. Нешто специфично за енергетска ефикасност или во област на енергетика, што значи дека ми приоѓаат мене, а очигледно сакаат, очигледно јас сум една од единствените компании кои што би им го поддржала тоа. И кога ќе видам дека тоа е проект што е само за мене и е некој многу скап проект, а нема никаде цена, тоа може да биде нешто што ќе ме одврати да помислам понатаму за таа понуда. Например. Може и не. Само ви кажувам дека транспарентноста на финансиската структура значи. Исто така, ако направите финансиска структура која што е нереална и му ја дадете на некој кој што знае што чита, исто така ќе знае дека сте ги напумпале цените. Па и тоа исто така не е добро. Затоа од прилика може да кажете што точно барате од компанијата. Дали барате да речеме целосно да го поддржи проектот? Дали ви треба дел од проектот да се поддржи? Дали планирате да барате средства од друго место? Битни се такви информации за тој што ја носи одлуката за финансирање. Ова е 2014 година. Во 2014 година можете и мултимедијални понуди да правите. Дури како што поминува времето препорачливо, иако сметете дека компаниите се движат малку поспоро отколку вашиот сектор. Така што секогаш размислете кога носите понуда во одреден, односно кога доставувате понуда на одреден носач на информации, дека може да не може да ви ја прочитаат. Например, во ева на CD-ња што ни праќаат, нема техничка можност никој да отвори CD. И вие ако пратите понуда на CD, јас и да сакам да ви помогнам, Тони од IT нема да ми заврши работа. Како да ви објаснам? Така што секогаш требате и такви некои ситници да имате. Тони од IT никако нема да помогне. Јас имам снајдено инаку за да не се секирете, ама има фирми сигурно каде што искрата се нема снајдено и не стои добро со Тони од IT. Така што прв пат слушам. Тоа е нешто што ви навестив на почетокот на презентацијата. Многу е битно вашата организација да има одредена репутација, иако сте мали. За се што работите, активно комуницирајте го до сите ваши стейкхолдери. Не мора да се тоа само медиумите, иако медиумите се исто така препорачан канал на кој што треба да пренесувате информации. Точно е дека не секоја организација може тоа да го прави, не секоја организација има капацитет и така натаму, но веќе ако се впуштате во сериозна работа и барање на донатори, морате да поработите на тоа да бидете активни и присутни барем на интернет, за да може да се добијат информации за вас. Организација на која што не може да ја се најде телефонот на златна книга, не е добро. Организација која што има отворен профил на Facebook, кој што не е активен 2 години, не е добро. Организација која што има вебсайт со информации последно аптетирани во 2011 година, исто така не е добро. Организација која што не напоменува кои се нејзините финансиери, а има информации за проекти во минатото, исто така не е добро. Затоа е многу важно да се брендирате себе си. Многу е важно, претходно зборувавте тоа и јас го поттикнувам и го поддржувам, меѓу себе да соработувате што е можно повеќе и да градите позитивни односи. Бидејќи вие еден ден не знаете дали е тој ден поскоро или подоцна, ќе треба да работите заедно. Ќе ви кажам во следниот слайд зашто. Но
Мислам, зашто од моја перспектива. Но имајте предвид дека вашата репутација е во етерот. Дека и Игорот средно, и Facebook страната, и Facebook апликацијата, и сите се тие информации достапни за донаторите. За на крај, најважно е да има хемија. Кога веќе ќе седнете на маса со донаторот, кога ќе стигнете до тој момент на комуницирање на понуди, има некои работи кои што морате секогаш да ги имате на ум. И мора некои работи да се едноставно така да се случат за да има понатаму соработа. Седнувањето на маса, прво би сакала да кажам што е многу битно. Има во продажбата термин за тоа, се вика social commitment. Во моментот кога вие седнувате на маса со некого, значи веќе не зборувате на телефон, не се допишувате на мејл, него со некого седнувате на маса, самиот факт што сте седнале, кај него му креирате социјална обврска, тој некако да ве прифати. И тоа во одредени ситуации, ако тој што ве прифаќа е свесен за вашите продажни способности, може да му биде перцепција дека вие сте дрски, точно знаете што правите, но сепак зборувам сега кога договарате средбата. Но кога ќе седнете, многу е битно да бидете искрени. Многу е битно да бидете транспарентни и многу е битно да кажете јасно кои се вашите цели, кои се вашите амбиции и би било убаво да покажете дека навистина тоа е, Никица го спомна во претходната сесија, битно е кога пуштате на тие состаноци, битно е тој да ја живее каузата. Битно е тој да верува во тоа. Бидејќи ако лицето со кое што се среќава компанијата, ако се утврди дека е таму само за некој буџет во некоја табела да направи, најчесто не би вродило со плод. Односно не би требало да вроди со плод, а ви кажувам дека не размислувајте дека само најголемите компании ви се таргет. Не ви е тоа само таргет, има многу компании во Македонија што прават многу пари и кои што им се потенцијал да бидат финансиери на вакви проекти. Исто така, многу битно, ова е исто така продажна препорака, никако не бидете дрски. Има едно во теорија сега на јавни настапи е како еден така аспект, се вика ненамерна ароганција. Тоа значи кога тој што презентира, на начинот на кој што презентира, се поставува на одреден начин на кој што го тера соговорникот, односно слушателот, да се чувствува дека е инфериорен. Односно, тој се поставува во супериорна позиција. Тоа се прави ненамерно. Се надевам дека сите вие може само ненамерно да го направите, но никако немојте ни намерно да го правите, пошто секогаш претпоставувајте дека човекот со кој што седнувате, Игорот средно, нели, има и тој своја позадина, има и тој свој интерес. Можеби, ако компанијата не се бави со вашата проблематика, може тој лично се интересира, може има прочитано се за вас во медиуми, ви има веќе истражено, можеби веќе се знае. А можеби се едноставно само настапува да види вие како што ќе му кажете. Секогаш сметајте на тоа. И вие точно е, треба да се покажете како експерти, не викам не, но сакам да ви кажам дека треба да му дозволите. Никица кажа, ова често го користам во презентацијата, ама кажа се, Никица, навистина. Тој може да почне да ви зборува за мајка му, братучетка му, па он некогаш кога студирал, па он знае некој како луѓето за кои што вие се залагате. И дозволете го, сослушајте го, климајте со глава, нема проблем. Но има и ситуација во кои што нема ни да почувствувате дека ви се случува тоа, а вие сте го навредиле соговорникот. Така што внимавајте на тоа, односно имајте го како размислување
дека и тоа е еден аспект на кој што треба да се размислува.